Огромна неодговорност и огромни штети се нанесени синоќа од невремето во Кочанското училиште Гошо Викентиев. Доцно започната и недовршена реконструкција на покривот од училиштето се причина поради која енормни количини на вода дојдеа до училниците, ходниците и другите простории. Оштетен е училишниот инвентар, клупи, столови, компјутерите, но и подот и ѕидовите на зградата. Моментално можете да погледнете дека штетата е огромна, оштетени се поголем дел од кабинетите, поплавени се, уништен е поголем дел од компјутерската опрема во кабинетите, уништен е инвентарот во училиштето, подот е уништен, кровната конструкција е тргната. Синоќешната хаварија тешко дека некој можеше да ја спречи, бидејќи кров практично на објектот нема. Моментално се реконструира кровот, викендот што имаше порани дождови, поради тоа настаната оваа штета, хаварија. Последиците од големата поплава создадоа несоодветни услови за следење на наставата, поради што таа е прекината и за сите 700 ученици се изведува онлайн. Моментално наставата е прекината поради немање безбедност за работа во училиштето, исклучена е училишната струја во целата зграда. Децата се онлайн настава, исто и професорите. Ќе бидат на настава се додека се санира ова или како? Учениците ќе бидат онлайн настава се додека прво и основа не се обезбеди услови за работа. Оно што синоќа се случи на средното општинско училиште Ѓоршо Викентиев во Кочани е само уште една потврда за лоша организација и неодговорен однос, не само кон наставниот процес, туку кон здравјето на учениците, наставниците и техничкиот персонал. Реконструкција на покрив пред Нова година и Божик е незамислива без вакви или слични последици. Ние како општина будно ја следиме комплетната ситуација. Директорот и службите во училиштето прават максимални напори да ја санират основните ризици, да ги отстранат, да санират дел од состојбите и во најкраток можен рок да создадат услови за повторно враќање на наставата во нормала.